Добро вечер на сите. Се благодарам на можност да се собереме вака, да ги споделиме уште еднаш пораките кои што веќе добро ви се познати во кампањата и практично завршува кампањата уште некои дени, уште неколку сати што се вели и во недела ќе имаме конечно сознание дали ќе ја средиме државата и дали ќе ја консолидираме Македонија. Вечерва сме тука во Свети Николе, заедно со кандидатите од вашата општина и секако со носител. Добро вечер на сите. После 20 години Либералната партија прави своји кандидатски листи и не е во коалиција со никого. Значи ние одлучивме овој пат да се наоружаме само со вистината. Не прифаќаме непринципиални коалиции и не влегуваме у матрицата на големите партии. Значи, нивната идеја е да се дефокусира јавноста. Зборуваат за непотребни теми. Никој не го интересира тоа. Нити двојазичност, нити федерализација. Народот го интересира епилог на оваа ситуација денеска што е. Не ни функционираат институциите. Не прислушкувал некој 10 години. Се знае кој не прислушкувал. Народот сака да види епилог на таа ситуација. Да профункционира правдата и тој што треба да си лежи у затвор. За тоа. Меѓутоа, ние се осврнуваме на многу поважни теми. Поважни теми како да го подобриме квалитетот на животот на овие луѓе. На сите нас во Македонија. Да не бегаат децата во странство да работат. Да не транзитираат првен у Скопје, па од Скопје куферите и надвор по Европа и по Америка. Не, да ни останат тука деца. Да има работа за нив, да има поквалитетен живот. Се осврнуваме на неколку битни работи што го засегаат овој регион највеќе, а тоа се луѓето ги интересира во однос на субвенциите. Ние велиме дека нема да делиме субвенции по хектар или по површина, ние велиме дека ќе делиме субвенции по производ и по квалитет. Кој колку ќе произведе, толку субвенции ќе си добие. Не може 100 милиона евра годишно да се фрлаат у празно, а да не гледаме никаков бенефит од тоа. Другата работа која што е многу важна и на која обрнуваме посебно внимание е мерката солидарен концепт за некаде околу 28-30 илјади семејства од Македонија кои што се засегнати од должнички камати, од долгови кон банките. Солидарниот концепт ги опфаќа тие семејства и ние мислиме дека државата треба да биде гарант за долгот на тие граѓани, за да можат полесно да го вратат тој долг. Мислам дека ОФАТ е еден од суштинските проекти кои што ги интересираат луѓето и кои што всушност не се насочени само кон бизнис, кон крупен бизнис, слично него се насочени кон семејството и кон човекот. Ако немаме решавање, репрограмирање и ослободување од каматите на каматите и извршителските такси и слично, мислам дека никого нема да го интересира така наречената голема политика, туку на крај секој ќе се секира како да ги реши своите животни проблеми. Сега, во овој дел убаво започна со образложувањето денешно на економските прашања. Мислам дека темата беше една секогаш од основните теми на либерализација на цената на струјата и на пазарот на струјата, кој треба да ја образложиме секогаш да ја знаат бизнисмените, особено бидејќи без бизнис нема стандард, а без ефтини енергенси нема бизнис. Така што Танчо повели. Исто овој регион е познат и јас сум во тој бизнис, нели, во текстилната индустрија, од таму доаѓам. Е познат по големите капацитети на текстилна индустрија. Фактор број 1 за добар и квалитетен производ и конкурентен на пазарот тука и надвор е струјата. Ако го либерализираме пазарот на струја, да не биде само ева на монопол во Македонија, него да се отворат и други дистрибутери, тогаш ќе дозволиме да падне цената на струјата. И тогаш нашиот производ ќе биде многу поконкурентен и за надвор, и за тука. Благодарам. Благодарам и мислам дека кога зборуваме за овие прашања,
треба да сватиме дека овие прашања се однесуваат на решавањето на предприемаштвото, на проблемите со кои предприемачите во малите и средните, особено компании, во микрокомпаниите се соочуваат. И ова е нашата порака до оние кои вработуваат 70% од работната сила во Македонија. Да не се лажем, администрацијата не е двигател на стопанството. И заради тоа велиме од администрацијата ќе мораме да имаме и редуцирање, односно луѓето да се префрлаат во приватни ентитети кои ќе имаат јавни овластувања добиени од државата, односно од локалната самоуправа. Зошто е ова битно? Не морате вие да имате централен регистар кај што ќе регистрирате фирми, да речеме во државна институција. Тоа може да се биде во стопанските комори. Ем ќе биде побрзо, ем ќе биде поевтино, бидејќи има и конкуренција во таа дејност, а плюс луѓето нема да останат без работа. Размислуваме за такви проекти. Размислуваме за проекти кои што не остават некого без работа, туку прават простор на пазарот. И луѓето ги пуштат во приватниот сектор. Кога зборуваме за овие теми, сушност зборуваме за тоа како да се зима помалку од стопанството, а да остане повеќе кај граѓаните. И затоа велиме и помал буџет дека планираме во Република Македонија. Во денешни перформанси тоа би значило наместо 3,4 би значило 2,9 милијарди евра. Пола милијарда евра пуштени во стопанството меѓу граѓаните ќе значи многу повеќе од што тие пари да ги земе во буџетот некој и со нив да се занимава, да си иде на ручкови, на патишта, да си купува коли, мебел и слично. Тоа е доста. Доста е Скопје 2014. Јас би сакал да речеме во Свети Николе да видам Свети Николе 2017. Ама не како градби, туку како простор за нормално функционирање, како простор за нормално живење, како простор каде што профитот ќе се прави тука, а не и Свети Николе како и цела Источна Македонија, во главната тема да биде кој каде ќе замине во Италија и кога. Затоа, одиме на практично решавање на проблемите кои што се однесуваат и на функционирањето на институциите. Да се разбереме, без институции нема остварување на ниедно право. Ни на живот, ни на собственост, ни на профит. И затоа овие избори, велим, не се ниту за федерализација, ниту за отварање на устав, ниту за, не знам која сакат уште тема што ја вртат ВМРО, ДПМН и СДСМ. Навистина, факт е дека една несечна изјава на почетокот на кампањата овозможи ВМРО, ДПМН да си гради кариера и да си гради цела кампања на прашање кое што сушност е постоечко. Но таа изјава не беше потребна. Затоа забележувате, не имаме ние непромислени изјави и не се обидуваме да кажуваме големи флоскули, туку сакаме да ги кажеме реалните, неопходните и итно потребни проекти. Ако не го стабилизираме стандардот на граѓаните и ако не ги стабилизираме институциите, ние веќе нема да имаме следна прилика. Без либералната партија во собранието нема никој друг да биде гаранција дека оваа криза нема да продолжи на 12. Сакате со тоа што ќе направи влада до сегашното мнозинство, сакате со тоа што некои сакаат да се протнат во широка влада и во широко така наречено мнозинство. Дали ќе им го дозволиме тоа? Не. Зошто? Ама не во влада со ВМРО, ДПМН и ДУИ. Точка. Дали сме согласни? Ова е начинот да се каже и да се пристапи до секој граѓанин. А не замумуljeno, загугуljeno. А не скриено, покриено. Нема тука дипломатија. Има да се знае за што си, како си и со кого тоа ќе го правиш. И кажуваме, либералната партија беше и ќе биде онаа структура што или ќе ја дополни и нивелира разликата што ја има власта, или ќе биде дополнување на победата на опозицијата. Ама веќе влада на ВМРО, ДПМН и ДУИ во 2017 нема. Договорени? Договорено. Ово можеме да го кажеме денес кога стана јасно дека некои проекти, дали ги викаат свежи партии, дали ги викаат пролетери, небитно. Кога се види дека тие пролетери сега добија ветер во грбот во владините медиуми. Сега, сватија сите,
дека опозицијата немала потреба да води битка со либералната партија затоа што опозицијата водела битка со дел од опозицијата. Сега сите знаете, и овие 4 дена ќе отворат се. Ќе излезат сите подземни договарања на Виделина, ама ќе бидат спречени и нови договарања на штета на интересот на граѓаните. Либералната партија беше и останува гарантот на предприемачите, на лекарите, на адвокатите, на цели фели, дека ниту ќе се менува после овие избори данъчната стапка, ниту ќе продолжат ограничувањето од типот сакате забрана за пушење во кафани, сакате забрана за продажба на алкохол после 19 часот, ама тоа ќе го направи нова влада во која ќе биде либералната партија, а во нејзе, повторувам, нема да бидат ВМРО, ДПМН и ДУИ. Ако сме согласни, да продолжиме со работа. Напред.